Почитуван председател на Црна Гора, господин Джукановиќ, почитуван председател на председателството на Босна и Херцеговина, господине Комшиć, Ваши екселенции, драги пријатели, дозволете да ве поздравам и воедно да изразам жалење што поради однапред преземени обврски не сум во можност и лично да присуствувам во Подгорица и да ги споделам со вас моите согледувања на оваа важна тема, посветена на Западниот Балкан во светло на руската војна агресија врз Украина. На почетокот да се заблагодарам и на Европското движење на Црна Гора и на Фондацијата Фридрих Еберт за поканата да се обратам на денешната последна сесија и да упатам честитки за организацијата на форумот. Сигурен сум дека изминативе 2 дена имавте интересни дискусии, од кои ќе произлезат корисни заклучоци и препораки за сите нас во овој специфичен историски момент. Почитувани, живееме во време кога во Европа, на очиглед на сите нас, се одвива огромна трагедија чии последици ги чувствуваме сите. Нема никаков сомнеш дека руската војна агресија врз Украина представува најгрубо кршење на меѓународниот поредок и системот на демократски вредности, кои требаше да овозможат мир, стабилност и просперитет во Европа по крајот на студената војна. Војната во Украина, покрај сите несреќи и трагедии за украинскиот народ пред се, и во светот предизвика рецесија, енергетски кризи, прекина витални ланци за снабдување на пазарите за храна. Животот на луѓето се менува секојдневно на полошо, се продлабочува нееднаквоста и меѓу државите и внатре во државите. Оваа војна покажа дека режимите кои систематски ги газат човековите права не само што ја угнетуваат слободата на своите граѓани, туку ја одземаат и слободата на другите. Ова е војна на една автократија против една демократија. Војна на минатото против иднината, војна во која демократскиот свет нема право на пораз. Драги пријатели, ние на Балканот за ужасите на војната знаеме од нашата трагична и не толку далечна историја, чии последици ги чувствуваме и ден денес. Сега за прв пат од балканските конфликти во 90-тите, на европско тло имаме војна која не се одвива на нашите простори. Сепак, војната во Украина го затече нашиот регион со неколку отворени прашања, многу антагонизми, стари рани кои не се затворени, дури и со идеи за прекројување на границите кои имаат потенцијал да го дестабилизираат Западниот Балкан. Од друга страна имаме процес на европска интеграција кој изминативе години се одвиваше неоправдано споро, ако воопшто се одвиваше, што доведе до перцепција кај луѓето дека нашите генерации можеби нема да дочекаат да бидат дел од Европа. Реално говорејќи, наивно е да се верува дека така наречената мека сила на европските интеграции сама по себе е доволна да ги спречи конфликтите и да ја забрза трансформацијата на нашите општества. Како сведоци на 90-тите знаеме дека суштинските реформи не беа можни се додека Западната алијанса со hard power, со тврдата сила или моќ, не успеа прво безбедносно да го стабилизира регионот и да ги отстрани опасностите кои беа генерирани од недемократски актери и држави. Познавајќи ги овие два пристапа на демократскиот свет, сакам да дадам јасна поддршка за интеграцијата во НАТО и во Европската Унија на сите држави од Западниот Балкан и зашто по-суштински ангажман на овие два сојузи во нашиот регион. Во тие стратешки параметри ја гледам и идната перспектива на регионот. Членството во НАТО како гарант за безбедност и стабилност, членството во Европска Унија како предуслов за просперитет и благосостојба на нашите народи. За мене е стварно несватливо како може некој алтернативата на оваа двојна интеграција да ја гледа во режимот на Путин, во кој политичката опозиција и слободните медиуми се прогласени за државни непријатели, а животите на луѓето се влог за реализација на една анахрона и многу деструктивна идеја. Светот не може да оди напред ако наместо демократија и отворен пазар промовираме автократија и затворено општество. Почитувани пријатели, сакам да верувам дека повторното свртување на Европската Унија кон регионот во овие критични времиња не е само заради војната во Украина. Доколку е тоа така, тогаш сакам отворено да кажам дека тоа би била стратешки погрешна политика која дополнително ќе го ослаби потенцијалот на самиот концепт на Обединета Европа. Во тој контекст апелирам фокусот на Брисел кон регионот да не биде детерминиран само од потребата да се превенира потенцијална криза која би имала
destabilizirački efekt od poširoki razmeri. Potreben je sistemski pristup, kredibilna i zabrzana europska integracija, koja će ovozmoži realna transformacija na našите obštestva, no i solidarnost во справувањето со последиците предизвикани од војната во Украина. Падот на поддршката за интеграцијата во Европска Унија во последниве неколку години треба да биде аларм дека во отсуство на конзистентни и долгорочни политики од Брисел, алтернативите на европските интеграции само ќе јакнат. Во таа смисла, најконкретно би сакал да ги поздравам последните ветувања на челниците на Европската Унија за грантови во износ од 1 милијарда евра за справување со последиците од енергетската и економската криза. Истовремено сакам да повикам и на забрзана имплементација на економскиот и инвестициски план и зелената и дигитална агенда за Западен Балкан, кои можат сериозно да придонесат за натамошен економски просперитет на регионот. Дозволете да потенцирам дека со оптимизам гледам и на новата динамика на Берлинскиот процес, како иницијатива која ги вклучува сите земји од регионот. Охрабрува и фактот дека проектот за Европска политичка заедница заживува како форум за координација и размена на мислења во однос на предизвиците кои ни се заеднички. Уште од самиот почеток повикав оваа заедница да не биде замена за членство и очекувам тоа така и да остане, затоа што во спротивно никој во регионот нема да ја поддржи. Верувам дека регионалната соработка, односно градењето добрососедски односи, негувањето на култура на диалог и почитувањето на различностите, се влог во попредвидлива иднина на регионот. Во оваа смисла би сакал да ги поддржам напорите и на Брисел и на Вашингтон за динамизирање на диалогот меѓу Србија и Косово, како и да ја поздравам намерата на Европската Унија да додели кандидатски статус на Босна и Херцеговина. Престојниот самит ЕУ Западен Балкан во Тирана е одлична можност да се зацврстат нашите меѓусебни односи и да се потврдат како кредибилни сите до сега презентирани инструменти за помош и поддршка од Унијата, кои би требало да означат нејзин суштински и долгорочен ангажман во регионот. При тоа сакам посебно да подвечам дека на патот на европските интеграции не треба да очекуваме Брисел да прави реформи наместо нас, затоа што политичките раководства се единствено надлежни и одговорни за тоа. Ако проблемите кои се констатирани во секој релевантен меѓународен извештај, како, например, високата корупција, клиентелизмот, организираниот криминал, ако се толерираат, тоа нам не ни е местото во Европската Унија. Нашата цел не треба да биде формално членство во Унијата, туку промена на старите навики кои не држат на дното на Европа. Нашата одговорност како актуелни раководства е уште поголема ако знаеме дека демократијата во нашите општества е под постојан притисок од популистички и автократски лидери кои нудат брзи и нереални решенија за сложените проблеми. Западниот Балкан предолго е проблематичен во меѓународните односи. Кој пат ќе го избереме зависи само од нас самите. Во светло на војната во Украина и се поизвестното реобмислување на новата безбедносна архитектура во Европа, како резултат на оваа војна, ние мора да се позиционираме на вистинската страна. Не сум сигурен дека на тој пат ќе имаме можност за поправен испит. Драги пријатели, дозволете ми на крајот да се заблагодарам што ми овозможивте да ви се обратам и благодарам на вниманието.